вечер од Вашингтон, ова е ТВ журналот на гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Денес е ден на сеќавањето, кога американците им одаваат почит на сите загинати во војните од американската граѓанска војна па наваму. Но денес е и денот кога Северна Кореја изведе втор нуклеарен тест, пркосејки на меѓународната заедница. За овие содржини веднаш на почетокот на емисијата, а јас сум Лилица Китановска. Јужнокорејски представници нуклеарниот тест на Пјонкјанг го нарекоа сериозна закана за мирот и стабилноста во регионот. Портпаролот на председателот Лим Јунг Бак кажа дека Јужна Кореја ќе работи со САД, Јапонија, Кина и Русија за заедничка реакција преку Советот за безбедност на Обединетите нации, што се состанува на специјална сесија подоцна денеска. Северна Кореја вели дека успешно извела подземен нуклеарен тест, што бил помоќен од првиот ваков тест изведен пред 2,5 години. Јужнокорејската новинска агенција Јонхап исто така извести дека Северна Кореја детонирала и 3 проектили со куз-домет во часовите непосредно по нуклеарниот тест. Американскиот председател Барак Обама рано во понеделник кажа дека тестовите за кои се известува се прашање на голема загриженост што бара меѓународна акција. Во неговата изјава стои дека со реакција на отворено негирање на Советот за безбедност на Обединетите нации, Северна Кореја директно и неодговорно ја предизвикува меѓународната заедница. Руското министерство пак за одбрана кажа дека нуклеарната експлозија била со сила од околу 20 килотони, што е иста величина со бомбата фрлена на Нагасаки во Јапонија во 1945. Сеизмолозите во светот известија за потрес во североисточна Северна Кореја во близина на местото каде Пјонкјанг го изведе и првиот тест во октомври 2006. Јужнокорејскиот председател Лим Јунг Бак свика итна безбедносна сесија откако беше објавена веста за нуклеарниот тест. Извештајот исто така ги потресе и јужнокорејските финансиски пазари. Главниот индекс на акции падна за речиси 4%. Јапонската влада кажа дека формирала работна група за постапување во кризна ситуација, што ќе делува од центар во канцеларијата на премиерот Таро Асо. Минатиот месец Северна Кореја се закани дека ќе ја рестартира работата на репроцесирање во еднаш затворениот нуклеарен комплекс Јонгбјон. Потегот беше одмазда за меѓународната критика по априлското лансирање на ракета, за која се тврдеше дека е лансирана за да постави сателит во Вселената. А САД и други држави веруваат дека ракетата била пробно лансирање на балистички проектил. Како дополнение на заканата со рестартирање на објектот во Јонгбјон, Северна Кореја исто така ги напушти и шестраните разговори, чија цел беше прекин на незините нуклеарни програми и кажа дека ќе изведе нуклеарни и балистички тестови со проектили. Главниот нуклеарен пратеник на Вашингтон, Стивен Босфорд, се врати од патување во регионот порано месецов во кој беа вклучени Кина, Јапонија и Јужна Кореја. Босфорд вели дека Вашингтон е подготвен за директни разговори со Пјонкјанг, но Северна Кореја се уште не одговорила на понудата. А во Соединетите Американски држави се слави денот на сеќавањето, национален празник за оддавање почит на оние кои го дале животот служејќи во армијата на државата. Председателот Барак Обама ќе положи венец на гробот на незнаените на Арлингтонските национални армиски гробишта, каде се закопани останките на повеќе од 30.000 американци, членови на армиските служби кои се бореле во конфликти што датираат уште од американската граѓанска војна пред околу 150 години. Церемонии и специјални настани се одржуваат низ целата држава. Денот на сеќавање е исто така и неофицијален почеток на летната сезона, кога американците патуваат на плажи, уживаат во скара во нивните дворови или пак работат на домашни проекти. Вчера илјадници моторциклисти од целата земја се собраа во Вашингтон на нивното годишно оддавање почит на војните ветерани. Учесниците на тркалачката грмотевица се собираат да го свртат вниманието на случаи од американскиот армиски персонал, што може да се воени затвореници или исчезнати во акција од сите досегашни војни. Моторциклистите возеа од Пентагон преку реката Потомак во Вашингтон, каде минаа крај споменикот на виетнамските ветерани во нивното опкружување на националното шеталиште. И на овој специјален ден ви представуваме еден ветеран кој учествувал во 3 војни, а денес на 90 годишна возраст живее во мал град во Западна Вирџинија. Американскиот морнарички капетан Џон Шлеј има многу причини да биде горд. Има 90 години и е целосно активен и покрај службата во 3 војни: Втората светска војна, Кореја и Виетнам. На 23 годишна возраст, со што току добиена диплома за економист, се приклучил на морнарицата.
Набрзо имал прилика да го почувствува сиот терор на војната. The submarines would come in early in the evening. I can remember one time when a torpedo. Подморниците обично се појавуваа на самрак. Се сеќавам еднаш кога торпедо не одмина само за околу 50 јарди, но ние не бевме целта. Целта беше еден трговски брод кој беше дел од конвојот. It was aimed for a merchant ship in the convoy. На 24 години бил поставен за командант на американскиот разурнувач USS Stringham со мисии кај островите на Јужниот Пацифик и Окинава. Бил најмлад командант во историјата на американската морнарица до тоа време. Во 1950-та повторно бил во војна, овој пат во Кореја. I had command of the Rodman then. I joined her. Командував со бродот Родман, се приклучив на Хавај каде придружувавме бродови и извршувавме некои бомбардирања на копно. And we did some shore bombardment. Во 1960-те бил дел од војните напори во Виетнам. And then I got involved later on. I had Бев командант на брод кој носеше муниција. Ги снабдувавме нашите бродови со муниција. ships with ammunition. Откако го завршил учеството во Третата војна, Џон Шлеј конечно се пензионирал и со сопругата и двете деца се преселил во неговиот роден град, историскиот Шепардстаун во Западна Вирџинија. Се уште вози автомобил и се среќава со пријатели. My father was born in this. Татко ми е роден во оваа куќа и мојот внук сега живее на ова место. Тој е голем патриот и од секогаш бил против тоа што го сториле нацистите, но не ги сака војните. Денес живее сам со неговата мачка Клаймбер. Оди во вежбална 3 пати во неделата. Неговиот дом е полн со антиквитети и семејни фотографии, особено од неговата сопруга Џин, која починала пред неколку години, поречиси 60 години брак. I miss Jane. Многу ми недостига Џин, постојано мислам на неа. Но Џон Шлеј не жали за минатото. Интензивно живеел со двете големи љубови на неговиот живот – американската морнарица и неговата сопруга Џин. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски. Поздрав од Вашингтон, јас сум Лилица Китановска.